Кандидатот Кемал Кылычдарогlu ветува дека ќе врати милиони сириски бегалци дома и ќе ја заштити татковината од терористички закани. Острото вртење на Кылычдарогlu од фокусирањето на демократијата и економските проблеми на Турција е реакција на успехот на председателот Реджеп Таип Ердоган во првиот круг, во кој за малку не успеа да го обезбеди председателството. Ово идентитет според кој Турција е силна со многу непријатели на заливот. И знаете дека се друго е во втор план на оваа позиција што Ердоган ја даде на турската нација, или барем перцепцијата за неа. Тоа е идентитетот што се предпочита пред секојдневните проблеми. Во својата кампања, Ердоган користеше грубо направени лажни видеа кои наводно прикажуваат курдски сепаратистички лидери како навиваат за Кылычдарогlu. Видеата се појавија додека Кылычдарогlu ја доби поддршката од Селахатин Демирташ, затворениот поранешен лидер на прокурдската партија ХДП. Таа поддршка ги оттуги некои кои ја фаворизираа партијата џеепе на Кылычдарогlu. Вниманието на Кылычдарогlu на курдскиот проблем и неговиот прием во курдските области, постојаната поддршка на Демирташ за Кылычдарогlu со твитови, веројатно вознемири многу гласачи на џеепе. Тоа предизвика реакција кај националистите или патриотското крило на џеепе. Аналитичарите веруваат дека некои незадоволни поддржувачи на Кылычдарогlu пребегнаа кај тврдокорниот националистички председателски кандидат Синан Оган, кој обезбеди изненадувачки 5% од гласовите. Оган сега го поддржува Ердоган во вториот круг од председателските избори, но не е јасно какво влијание ќе има таа поддршка. Тој има мешана основа за поддршка и не сум сигурен дали може да ги насочи овие луѓе во која било насока, без оглед на првичните склоности на овие луѓе. Со оглед на тоа што гласачите на Оган се под контрола, Кылычдарогlu сега зазема цврст став за безбедноста, ветувајќи дека никогаш нема да преговара со курдските сепаратисти. Но таквиот потек може да ги оттуги клучните курдски гласачи. Аналитичарите велат дека Кылычдарогlu ризикува. Тој мора да почне однова. Треба да ги убеди другите. Исто така тој мора да го убеди Синан Оган, националистичката гласачка страна. Се разбира и тој мора да ги држи курдите на своја страна. Значи ова е многу деликатна рамнотежа. Не е невозможно, но е многу потешко од првиот круг. Но само со уште неколку дена од кампањата, времето е против Кылычдарогlu, бидејќи тој се обидува да ја намали разликата во однос на Ердоган.